прилогот од колешката Емилија Мисилиевски во Битола. Инаку станува збор за донација вредна речиси половина милион евра, која се состои во медицинска и немедицинска опрема, која што доби клиничката болница во Битола од обединетата македонска дијаспора. Од оваа медицинска установа вела дека помошта е од исклучително значење за подигање на степенот на здравствената заштита, а од обединетата македонска дијаспора пак уверуваа дека нивната мисија за опремување на болниците во Македонија ќе продолжи и во иднина. Повеќе за ова ќе ни каже Емилија во продолжение. Обединетата македонска дијаспора и невладината организација World Medical Relief во клиничката болница во Битола донираа медицинска и немедицинска опрема во вредност од $450,000. Директорот на ОМАД за Европа, Гордан Јорданов, рече дека нивната мисија е да се помогне на здравствените установи во државата. Лани ваква донација беше реализирана во клиниката за кардиологија во Скопје, со што за двете здравствени установи е обезбедена опрема од околу $1 милион, а ваквата помош ќе продолжи и во иднина, најавуваат донаторите. Сепак еден голем предизвик за сите нас и нас како организација ние да на некој начин придонесеме за подобрувањето и модернизирањето на нашите здравствени установи. Сепак знаеме дека на секој човек кој што припаѓа од Македонија и некако допатува овде, кога ќе се случи најлошиот чин, првото нешто што се упатуваме е кон локалните медицински установи. За таа цел ние како организација ќе имаме една мисија да на некој начин ги оспособиме или ги осигураме медицинските установи да бидат приспособени да ги услужат сите пациенти на кои што тоа им е најпотребно. Се надеваме дека ова нема да биде последна донација и дека ова ќе стане традиција секоја година во Македонија да пристигаат еден ваков вид на донации или помош за нашите пациенти. Зајакнувањето на јавните здравствени установи со нова опрема е еден од клучните приоритети на Министерството за здравство, рече министерот Фатмир Меджити и додаде дека оваа донација е од огромен придонес во таа насока. Станува збор за опрема која се состои од апарат за стерилизација, ортопедски помагала, болнички кревети, медицински столови, инхалатори, апарати за мерење притисок, како и разни инструменти и заштитна опрема. Директорката на клиничката болница во Битола Елизабета Ивановска посочи дека станува збор за исклучително значајна донација, каква што болницата не добила подолго време, со што се подига степенот на здравствена заштита за пациентите. Оваа донација е вредна скоро половина милион долари и е од големо значење како за пациентите, така и за нас. Се надевам дека со оваа донација ќе се подигне степенот и квалитетот на здравствените услуги и здравствената нега на пациентите од целиот регион. Со оваа донација ќе бидат опремени повеќе оделенија во клиничката болница во Битола, ќе се олесни работата на сите вработени и ќе имаме полесна и поефикасна здравствена заштита на пациентите. Министерот Меджити соопшти дека клиничката болница во Битола се екипира и кадровски, а деновиве се реализирани 34 нови вработувања на здравствени работници, администрација и помошно-технички персонал, со што вкупниот број на вработени се заокружува на 750 лица.